Аха. Така мислиш лесно во југо се влегва. Не можам да влезам, не знам. Hello. Абе, кај си, hello. Кај си, бе, ми. Што правиме прво во југо? Поја ставаме. Не. Рвин брата такни ја посилно. Ти ќе ми Да. паднеш. Да. Ја Абе, посилно чупеш ова. Вака. Шварценегер. Тоа е тоа, гледаш. Перц. Нешто со пајако во Битола. Игор Џамбазов го имаше вицот кажувано пред многу години. Па некој скопјанец дошол во Битола и си фатил битолчанка. И паркирале негде нелегално на вечер. И почнала да викава пајако. И ови смислил, појако баранеш, посилно. И овам велебе пајако ќе ти ја крени халат. Леле, пепел, прејако, да го стигнеш. За добро дојде кафенце. Thank you so much. Ова во Микел го викаме Мими кафе. Прејако е, живи ладно све. Микело со банана. Oh my Многу god. е. Пробај го. Многу е како туртичка. Како туртичка. Како туртич. Туртича. Не Се скупски готуваме. туртича. Туртича. Да, стварно. Ете така. Кажи колку е добро. Предобро. Да, ајде се клај си појас. Прејако, ево го. Се надам Наш че тело. запалиме. Запаливме, добро. Пали југовце. Клане? Топе, Добро. yes. Бубица да клајме, Ајмо. овие се сите технички моменти Крц. од камера, чекај да не ти ја падам косата. Крц. Ете така. Крц. Камане, кс. Камане. Ајде, а не те вика никој. Да, значи сите од мојата битолска фамилија и сите во скоро време од колегиве почнаа да ме викаат и ми е многу да. сладко. Иначе Ана Петановска официјално во југото. И на пред југо, близ, во пред близ, Битола, yes. тоа не само во Битола, се повозиме. Преако. Претходниот пат бевме за зимска приказна, си бевме паркирани, еве сега се повозиме малце низ Битола, Сега се да го возиме. почувствуваш вака духот на југо низ Битола. Може. Ова е автентичноста. Може, Да. I love it. Чекај да видиме, можеме да излеземе, одлично. Многу јако човече. Значи, Така е. мене ми е преако како, значи, јас сум те гледала со други епизоди, со се и ми било, секојаш си ми бил прекул, викам, човеков, колку Зошто си мене не ме автентичен. викни си, велиш? Од сите луѓе, не, се шалам, ама стварно ми е многу кеф, вака денес еве ќе се прошеткаме, повозиме, ќе се да, повозиме, низ Битолава. низ Битолата. Низ Да, Битолата, фан факт, мислам дека ти кажував онака на некој наврат, дека устари јас пола сум по Битолчанка, татко ми, да. сум битолчанка и сме живееле порано сум некој период во воените кулите, Да, кај музејот. кај музеот. тоа Yes. Така да многу јако, стварно Да, светот значи е имаш многу некој мал. воено лице во фамилија? Па да, дедо ми мислам дека бил нешто, да, со војската. Не сум сигурна точно што искрено, ама знам дека беше во тие води. Дали машките денес треба да одат во војска? О, какво актуелно прашање пред некое време го читам за Вучич дека им изглата. Да. Па јас немам мислење на таа тема, зашто не знам, искрено А жените во војска? Па мислам дека за двете не треба да биде задолжително, ама треба да си има простор. Да, по избор. Ете, како сакаш да се биде. Ако Мислам дека сакаш да веќе си е така сега. да, И се мислам дека е слагам. одличен избор. Па да. И еве функционира и армија и се мора гледаш на војнички го тргнавме. Да, готово тоа лепш. Да, а ти си иначе Ама со една да, друга слава. причина денес во Битола. Да. Се не е актуелна емисијата, ама денес е концертот на Сефедин. Сефедин го снимав пред некоја недела. Така, јако, Да, супер. ти си гостинка кај него. Заедно со камерниот оркестар од Битола и Така ти е. си некако поврзана со таа екипа, ми се чини со камерен оркестар и со Да, многу често се многу дружиме. често. И мислам дека битолската публика барем, ако не и голем дел од Македонија, те научија преку камерниот оркестар од Битола, преку Да, тие дефинитивно. настапи со нив, бидејќи беа вистина во голем број, а и убав печаток остај таму. Баш ми е, стварно ми е Опа. многу кеф. Да, Така тоа понекогаш си па беше. југото, тртот. Ако, супер, да, така малце, да не провери до кај сме. Како е да се биди дел од тие настапи? Се чувствуваш добро, ти се пронајде во таа приказна? Искрено, значи ја морам, не е се ова да не е типично, јас упатувам благодарност, Не, ама да. стварно многу им фала и многу им благодарам на камерниот оркестар, затоа што они се кај што се онака многу се интересна екипа, некако многу интересна хемија имаше уште од првиот ден. Супер си функционираме и со Владе, нели, Колку начело на настапи сте овакво. имале до сега? Па до сега мислам дека имаме некоја на 25-26 настапи бројка. Па добро, тоа е Така да е бројка, солидна бројка, да. Правите проби? Имаме.
Да. Значи некогаш така се Зашо случува, некогаш- значи влези пеи. Да, многу често, ама да, генерално стварно онака и си се спремаме да речеме некои материјали што се веќе пројдени, не се прават така интензивни проби ко првите пати, на пример, ако се ефтоса нешто, на пример, ако се оди со некој нов материјал, тоа е друго, нели? Али генерално се супер настапите, стварно мене многу ми значи што едноставно друго е, знаеш, кога одиш во друг град е многу доста тешко, мислам од легитимни причини, доста тешко знаат да прифаќаат луѓе од надвор. Тоа е генерално кај сите градови, мислам дека кај нас, ама Добро, да, ама ако знаеш ако со- знаеш да пееш, мислам дека барем овде во Битола многу ќе те цени публиката. да, Ти тоа го имаш во тебе. Многу ми е драго стварно затоа што знам дека се многу, мислам, ги имам како своји луѓе нели Да. во семејство и како колеги, и пријатели, и искуства со луѓе од Битола. Многу е висок критериумот, мене тоа многу ми се допаѓа зашто сакам да биде искрена публиката и со мене како што јас искрено нели си го носиш тоа на сцена. И многу ми е драго зашто знам дека се многу еснав публика, многу издржано уво имаат музичко, стварно ова нескромно го кажам. Да видам добро. Да, окей. проверував само да, нешто. ако слободно. Слободно прекиниме што иде Не, овако. гледам ако само има- дали технички во ред, се е во ред, окей. Добри сме. Така да стварно ми е многу драго што ете така едноставно многу еснав луѓе, многу развиено музичко уво, една Да. музичка зрелост би рекла, стварно онака нескромно кажувам, дефинитивно Битола е Да, тоа музички место. играта дефинитивно многу Да. има музичари, од тука тоа го имаме зборано во многу емисии дека Да, многу многу, музичари, многу. композитори потекнале од овој град. Скроз Што со работки, да, квалитети. не за џабе имаш ти битолска жичка. Оти затоа и толку добро пееш. Мислам има Сигурна сум дека има многу удел реално, стварно, затоа што да, гените се тие. Така Овде е. излепе листерот нешто тако. Да, еве, воздухот. Ни дува од горе онде и тако воздух. Генерално некој. сме многу, стварно сме како Македонија општо еве у пошироки рамки сме многу плодно, квалитетно, талентирано поднебје и штета што ете така ни се некои услови да не можеш да не Добро, може со да се сцената е постигне, таа, немаме некоја продукција, ние голема на музика, Да, едно да, друго. Еве, да. знам дека и ти како автор се појавуваш во некој дел од твоите песни, брат ти е тука секогаш кога Да, работите апсолутно. музика. Апсолутно, и јас сум Да, среќна ама тоа е нешто, околност. тоа е супер што го имате вие како талент, ама тоа е во некои минимални рамки, знаеш како ти имаш единствена опција да се појавиш на Макфест, на некој друг фестивал. Да. Спот да снимиш и толку е Да, како, да, нема да, некои да речем големи емисии, што е Да, жално. да, да. Бидејќи еве Се кај што си слагам. настапувала со многу да речем и врвни музичари и пејачи, сите биле фасцинирани од она како изведуваш или како пееш. Многу, стварно, Да, многу кој- искуства. Кој ти го дал најдобриот коментар вака до сега кога те слушнал прв пат, дали имало некоја ситуација кај што некој се фасцинирал кога те слушнал како Вау, пееш? добро прашање. Генерално многу ме исполнуваат, онака знам дека доаѓа, знаеш, не само што доаѓаат такви квалитети како луѓе, стварно на моја среќа, еве, не знам, сум соработувала со неколку имиња од нашава сцена што ми Па и било надвор. многу и надвор, што јас едноставно имало коментари што знам дека искрено доаѓале, што стварно онака не може, онака ти буди нешто во душата убаво, позитивно, едноставно имаш елан за да работиш за да понатаму. работиш и си викаш затоа што многу често кога си човек како јас сум многу самокритична личност генерално и многу повеќе гледам да работам и да изразувам во пракса повеќе отколку што нешто верувам за себе во моментот околу пеење. И сега Да. кога ќе ти каже некој кога ќе го да не речем да го понадвориш и тоа, Да. особено од такви луѓе секогаш значи неминовно. Ама морам да издвојам коментарот, односно најавата што ми ја даде Гиш, Сашо Гигов Гиш, Да, на Бубамара. моја гитара Гиш, Да. на Бубамара пред да ми ја додели наградата, тоа секогаш ќе ми биде едно не знам. Јас се расплакав на изјавата и секогаш Да. плачам кога ја слушам, зашто до толку така некој да те стварно, мислам, компарацијата многу му беше убава. Одлично и дури можам да кажам дека таму го засени Гиш. Вистина го засени, дури ги слушав ти, А, те ако слушав во многу изведби, немаш фалш, нигде немаш. Значи не те забележав негде, да речам некој тон да утнеш, нормално е така. Јасно. Толку добра контрола имаше, дури Гиш имаше неконтролирани моменти во неговата изведба. Ама он е многу, значи он е толку срце, толку безусловно срце човек, Да, што јасно. он намерно, значи не знаеш колку и за песната ми вика ти е најбитно да блеснеш на песнава, направи Точно. како да е твоја, ама тоа е толку Тој веќе ретко. блеснал многу пати претходно, да. Он предходно да, некако ми го остави просторот толку како буквално како ментор, знаеш, многу беше секогаш ќе ми остане тоа моментот Да. онака ти отстапува некој како your time to shine, твоите 5 минути. Точно. За И сега- собствена песна и сум како Ти си психолог.
Така? Да, по звање. По звање. Да. Океј, музиката е психологија, ама како се образуваше музички? Бидејќи јас знам дека и писмена си музички, не си неписмен музичен. Така, јас Кој те образуваше? Па секогаш фриленсерски, да бидам искрена, се е благодарение по пат на неформално образование. Ажурна сум со мастер класови, уплаќам, значи од период за период си следам, да, секако, не се не се оставам, секако си работам делови од техника, за општа музичка писменост многу ми помогна проектов што го теравме со Сарче, многу си ја гушкам вака преку камера заради тоа што Сарче, поздрав. Се возим. И благодарение на тие девојки, значи со тоа што почнавме и со концертите претходно, ама мислам дека најмногу со неизините концерти кај што фактички се запишани сите линии, нели, заради тоа што акапела проекти, секој си има своја линија. Се запишани единствено на начин преку ноти, нели? Така, да. И тогаш бев најмногу имав стимул за да научам некој basic солфеж, музичка писменост, нотно пишување, читање, да. Така се неформално. Техниката која што работиш, ти имаш и рифови, имаш и не знам, whistle техника, имаш многу моменти кои што се вистина исклучително тешки да ги изведиш. Како ги вежбаше тие? Кој те учеше некој или самата не знам, едноставно така ти е дарба? Да ти кажам, периодично одев, значи имав многу помош, да речам, од луѓе и кај нас, ќе ја поздравам многу Наташа Миха, што е една нормално технички, не знам, да јас немам зборови, онака нормално добар, предобар пеач, кој што е исто и музички педагог, значи она предава исто активно, музички формално со највисок степен образована во тој поглед, значи со неа, она многу ми помогна и преку нејзиниве видеа, а и еден период кога бев помала, да речам, почнав некако со неа некој период, она многу доста ми помогна и ќе го спомнам Валдера Владко Илјачев, кој што исто така ми пренесе многу богато и многу добро знаење во однос на пеење и одев исто кај него еден период, но најмногу од се странските за тие конкретни техники кои што ни се малку страни на нас, кои што ги има повеќе прозападно, најмногу можам да издвојам дека мастер класовите, да речеме, од Шерил Портер, Кен Темплин, Стив Меки, исто еден... Тие сите онлайн си ги... Тие се сите, онлайн процедури кои што си ги уплаќаш фактички. Да, и си ги... И си ги презимаш, секој си има различен начин на презентирање на мастер класот. Си се посветила на она што треба да го работиш, бидејќи многу често... Да, ме интересирало, знаеш, од период за период еднаш whistle техника те интересира, еден период ме интересираше фрај скрим, не знам, прогресив метал пеење, тропам. Значи, и вака музички да објасниме колку опсек имаш, колку октави на гласот? Искрено не сум мерела во последно, ама мислам дека некои 3 и пол. Со таа висела може и повеќе да имаш. Можно е, не сум мерела искрено, мислам не сум пробала баш, ќе пробам за скоро. Да, иначе ти во она поделба на гласовите си алт сопран, мецо сопран? Па се водам хорски, сум се водела пола живот како алт и мецо сопран. Имаш таква боја, да, да, имам таква боја темна, да, баш и ниска онака баш. И секогаш хорски се водам како алт најмногу. Да. А вака во однос на естрадно пеење, да речам, во забавниот, забавна музика, да. Во забавна музика е естрадно пеење критериум. Хопа. За нас беше. Поздрав. Поздравче, да. Најака е свирката што. Кај мене да, може и вака. Скро се. Преако. Се поздрави. Преако. Да, во однос на тој сопран мецо сопран, поише би рекла, да. Кои песни, од која пејачка или пејач сакаш да ги изведуваш? Ти се така најдобри на гласот, да речеме од овие светски познати пејачи, нема така, па јас секогаш сум се инспирирала од Уитни. Значи Уитни Хјустон ми е all time, anytime favorite. Мадона? На неа Мадона е супер како израз, ама не пеам често песни од неа. Сега во последно време нешто на свирките инкорпорираме материјал од неа. Ама вака генерално, значи Уитни, Мараја, доста ги сакам, Бионсе, Джеси Джей, многу ја сакам. На свиркиве тоа генерално, 80-90, исто така хитови, со мојот бенд.
така да, тоа си го тераме да речем. Да, кога се настапува вака со музичари кои што се зад тебе, да речем, колку е битно со нив ти да си поврзана, да знаат каков карактер си, колку ти сакаш тие да се задоволни од оној која го работа заедно со тебе? Па вака секогаш многу ми значи кога им е убава и лесно полезна соработката со мене. На сите што работат со На сите тебе, на сите соработници. Тоа е како еден бейсик, да речам. Имало и ситуации кај што не можеш да оспориш дека едноставно не оди хемијата, така немате хемија или нема тек. Мислам дека ако станува збор за еднократни така краткотрајни проекти и соработки, дека е важно некое основно почитување и некое основно држење до некои принципи, да. Некои принципи, да речеме, ајде, не знам, да се држиме до своите делови, да не пречиме на другиот, едно као basic левел, нели, од инструменталист до вокал. А кога со некој имаш повеќе кратна соработка, значи веќе кога трае, мислам дека многу е важно да те парирањето еден со друг, ти да го чувствуваш него, он да те чувствува тебе. Точно, значи да си оставате простор, да се читате понекогаш, ама и читањето ако не е возможно, да едноставно да не се наметнуваш, да не се да не се наметнуваш, мислам дека е доста важно. Да, имаш настапи, знам дека имаш настапи, да речем, низ голем дел од државата. Задоволна си од она како хонорар што го добиваш за се она што го даваш? Искрено да. Мислам има едноставно некоја цена, да речеме, каде што секогаш е различно, некогаш е подуховна. Да, бидејќи ти си квалитетен вокал и се тоа треба да се вреднува, значи не може да види толку така. Јас се уште да ти кажам, ти си ја викнеме да ти пее, значи не треба тоа да види. Се уште се борам малку со тој момент заради тоа што едноставно има луѓе кои што не ја ценат уметноста и тоа е легитимно за тоа што не го осудувам моментот што луѓето не ја почитуваат некогаш уметноста, тоа е или од незнаење, или од неумење. Има моменти кај што си пеела, а не ти платиле? Имало моменти, секако да. Како се чувствуваш во тие моменти? Па доста не е искористено, затоа што едноставно ми паѓа многу, на људски кажано, многу глупаво ми паѓа за целиот момент, но најмногу од се нервирам кога за моментите секогаш се навраќам, не сум се нервирала толку колку дека не ми платиле или не ме вреднувале на начинот на кој што требало во моментот во наводници, или сум очекувала, колку што сум се нервирала ако јас не парирам со соодветна реакција на нештото. Знаеш? Затоа што не смееш ако оставиш простор дека тоа проаѓа кај тебе е многу без везе, као да не се цениш излегува. Ама ќе биде. Да, иначе јас сум така исто да се чувствувам во еден момент кога јас и ти настапувавме на сцена. Леле! Човек, преако! Oh my god! Ја не знаев дека, леле, како преако. Ја немав појма дека те молам, прати ми ја, те молам, значи ова за мои лични потреби да си ја имам. Да, сме на иста сцена. Пепел преако. Јас сум бев протечки вокал. Човек, не знам, да сме во хорот, леле. Зашто ме прашам, да. Just like a Ето така за те преспоти за Мадона. И ти го имаше дел. Знаеш што е најинтересно таму? Во хорот фалеа сопрани. Јас пеев сопрани. Значи, вистинското прашање не е октави јас колку можам, туку е Мими колку октави. Да, имаше еден тон физ горе. Oh my god. Не може никако да го спеат, да. Значи, преако. Да, стварно има високи таму човече, лајка преер. Да сме имали заеднички настап. Затоа те водам на тоа, бидејќи јас и без хонорар сум ти пеел. Гази. Ле. Пепел, преако, стварно. Ете така. Инаку кога ќе застанам со колата, се закашлат, ми треба една пелагонка. Ако да се напијам, имаш и за тебе овде водичка. За пејачите треба да... Yes, може, да. Едно пелагонче да си мериме. Пелагонче. Може, се свалям. Може или сила ти треба, мислам да женскаците. Се, чим ја навикна вратата. Да. А сега и ќе те дарувам во ова издание. Oh my god! Кажи ми дали чуваш кучиња мачиња? Чувам. Што чуваш? Чувам мачиња. Мачиња? 4. Браво! Еве ти храничка за нив. Thank you so much, 5+. Леле, ја памтам фората со Сара, што беше тоа? Да,
Да, тоа беше леле. Сара маче ти Thank донесла you храна so за маче. much. За маче. Значи ќе се прерадуваат. Јас имам 4 и многу се, значи thank you. Премногу Да. ќе им значи и мене Супер ми ќе значи биде. и нив ќе им Беш значи. првин за нив даваме подароци, после се останата. Следно, одиме во Ива Beauty Битола, ова ти е центар за убавина, кај што можеш да си се опуштиш на било каков третман, каков што сакаш, од лице, тело, раце, нозе, се можно што сакаш, така да едно едно третманче Ива Thank you Beauty. so much. Ето така, еден убав помин да си направиш во Битола, да не е Beautiful. само работа, малку и пуштање ти биде Прекрасно. убавидење тука кај нас. Фала ти И- премногу, многу И ми тоа не значи. е се, ако се јавите во наредните 15 минути. Ако се јавите, побрзајте, количините се ќе ограничени. пуштиме во Будвар парфумерија во Блис, имаме и во Скопје. Oh my god, многу Ето дар. така, оригинални парфеми, да си земиш едно парфемче, за да оставаш еден силен впечаток и со оно како ќе мирисаш, а не само со твојот вокал, бидејќи е вистина. Thank you, значи Извонреден. срце, фала ти премногу. Сакаш да клајме назад да не си натоварена? Може и, не Ти знам сакаш. дали овде вака еве ќе го Може спуштам чисто е во југото. Да, Колку толку. Значи пречисто е, остете што збори човекот. Да. Пречисто е. Чекај, Ќе се тортата. следиш? Еве го. Одлично. Добро. Ето така. Одлично, thank you Друга so работа. much. Имаш многу една широка насмевка вак. Не знам, сигурно имаш коментари за таа широката насмевка, дека имаш голема уста. Дали е битно таа уста за да биде толку голема, за да извадиш толку јаки и силни тонови? Види, целата логика на тоа се базира во тоа дека воздухот горе во главата има што поише простор колку што е поширока вилицата, физиолошки. Кај тебе е така веќе тоа, и природно. Мене докторката лично, еве, мислам тоа го знам и од медицински лица и од пеач. Да. Кога одам да се проверувам за првиот пат кога отидов да се проверувам за гласни жици, ми укажаа на тоа дека и носот вака што ми е ко лизгалка и овде вака што сум широка дека уствари придонесува многу за и висината и Да, и за бојата на глас. да, и за резонирањето фактички, Да. затоа што има во главата поише простор да оди воздухот. Се си природа да Така ти да. го прави своето со собствена причина. Така да. Дали може да заклучиме дека ти ја имаш најшироката насмевка на македонската естрада? Може. Ајде да провериме. Може. О мај. Јас носам 1 метро. Не. Ќе умрам преако. Ајде смеј се да мериме. Не, ја може да заклучам дека ти си најкреативниот човек. Не, ќе се... Дај, ќе ти поможам. Преако, молим те. Чекам, да се спремам. Со либела е. Леле, не можам. Чекај. А се како да Насмевка вака. Чекай да видим. Ама фати убаво од овде. Почитувани гледачи 10 сантими. Тоа, значи, Чекај малце. значи 10. Морам да те сликам вака. Ајде, пукај. Леле. За да имаме доказ дека е 10 сантими. Тој што има поише од 10 сантими насмевка, да се јави слободно. Ето, лажам, да насликам малце помалци излезе, ама добро, таков е голот. Лудница преако. Значи сликата е, ајде да не промовираме такви работи, ама за сликата 150 евра исклучиво Тоа, кај него на трансакцијска кој сака да има. Да, точно ќе имаме. Еве ги 10 сантими, колку се, значи 10 сантими насмевка има Ана Петановска. Oh yeah. Yeah. 10, значи преако. Ете, од сега ќе си Преако. знаеш, метро да ги си Еве. го вратам овде. Не го излигавивме, добре, да не го. одлично. Ново е плюс, сега го отвори да знаеш. Ама какво е па како онакво, ко Абе, види со 300 чуда е на него, Бела. гледа, има ли бела, Ова ми е с леле ласер преако. овде има, за дома си мери со ласер, ако нешто работиш. Леле, преако, види какво е профи, човече. Мислам, не го покажувам емблемите само вака. Бе, На кинеско е брзинка. некој тему порачени. Леле, преако. Да бе, стварно, леле, ласер. функционира. Ајде не му брмчам на човеков напред. Ова е како лайтсейвер од за Star Wars. Преако. Ете така. Тако заклучивме со насмевка. да. Моли стомак, што се смеев. И па се мора малку. Браво, стварно. Свака Морам- ти част. Јас сум Морам да ги изберам сите моменти препозитивно од тебе. препозитивно изненадена, извини. Што ти го се сопорав метрото. Нема гајде. А за метрото 250 евра. Кој го сака? Ето така, вистина. Со ова метро беше Знаете. мерен Ана. Значи и тоа оди на продажба, шамалци и југо да ќе го продајме.
Ќе отвориме Ана Second Hand Shop, каде ме јакнава водата, шишето ќе го исто за 50. Да, си била вака во многу интервјуа, како си поминуваш вака во Југо ТВ. Јас ти кажам, значи преска го изјавив истото, дека мене ова ми е најубавото, мислам дека интервју и најопуштеното што сум го имала до сега, јас мислам, затоа што секако, окей, телевизија си е еден карактер, Да. емисија радио си е друг карактер, скромно ми е искуството, ама во секој случај стварно преубаво си поминувам и првиот пат ми беше преубаво, стварно онака, еве, жими себе ако лажам и двата овие Ето исто. така. Стварно Баш прекрасно. Баш ми е мило. Многу опуштено, прејако Ама и и фала ти одличен за лик си све. за вакви опуштени разговори. Thank you. Јас сум Да. многу се перцепирам како многу досаден лик. Не, Значи, баш си стварно. забавна, баш си Фала забавна, ти. да. Гледаш, јас мислам дека од секој лик може да се направи забава, од секој има собствена приказна која што може да ја сподели. Точно и тоа што секој се викаш. смеи, значи секој човек се барем еднаш денот ќе се насмее, ако ништо Точно повеќе. ле. Колку и да е намчо. Текнува. Ти текна дека се меревме да се. Не можам. Значи стомакот вака. Не можам прејако. Знам како е. Сакам да зборним и за соработката со Дадо Топич и Кроација Рекордс, бидејќи си излегла веќе и надвор од границите, малку да се заозбилиме. Доволно е со насметки и мерење. Метрото. Да, ама е вистина Да. убав момент кај што тебе си постигнала да излезеш надвор малку од Македонија. Да, многу ми е драго, морам да кажам дека е стварно секој има различно искуство со човекот, можам да кажам, ама јас лично мене многу ми приушти, морам тоа не можам да го оспорам, благодарение на Копров, нашиот еден од нашите композитор, да. најпознати, композитори во Македонија општо. Преку него излеговме неколку пати, бевме и во Црна Гора, во Хрватска и стварно ми е многу драго што пројавија иницијатива да се склучи некоја соработка и практично сите материјали до сега кои што се од српско-хрватски карактер да одат преку нивната издавачка куќа, односно Кроација Рекордс и ќе се погрижат за некој спот, ќе се погрижат за дистрибуција на албумот, пративме веќе и фотографии се, така што стварно ми е многу драго и многу е уште, знаеш, не ја апсолвирам уште, сега го правиме муабетов и свикам леле човече песна со Дадо. Прејако ми е што така како трет човек да се прави муабет, како за трето лице. И стварно е многу јако што ете и како ми спомнуваш, што свикам леле човече и со Дадо Топич со работка и Кроација Рекордс и се. Многу јаки ликови, да. И сега треба во скоро да имаме концерт да ја изведеме песната, односно Дадо има два концерти консекутивни еден по друг, 19 и 20 февруари, значи на недела одиме во Белград, тоа е планирано, за да ја изведеме неговата all time хит Принцеза и Македонија исто, да. Мене таја ми е Дадо Топич, со таја ми се врзува. Крос, да, дефинитивно Македонија веројатно ќе оди Принцеза и Небо, нашата всушност авторска. Вашата заедничка песна. Ете така, значи ќе си одите на YouTube, ќе си напишите Ана Петановска и ќе си ги слушнете сите можни нејзини изведби, пише вистина вреди да се слушнат. Уште за крај само да ми кажеш што планираш еве во наредниот период, дали планираш авторска музика или планираш повеќе концерти и настапи? Секако, значи годинава се планира да е многу плодна. Веќе заклучно од март, во март ќе излезе албумот со Кроација Рекордс со досегашните композиции. Веќе си е сработено. Тоа е во план следно. Концерти нонстоп има, што е среќа, да, ќе си тераат колку што нели си тераат, со една иста динамика како претходно. Може би малце поредуцирани за да се остави поише простор на авторското, што планирам и своји на страна од соработките кои што ги имам наменски со композиторите, туку и своји лични авторски дела кои што планирам периодот април, да речеме мај, тој период да се издадат. И тоа можам за сега вака да го изјавам, да го најавам, зашто се друго тековно се планира, ете пак некои фестивали да се оди, така да отом потом, тоа е тоа. Така, ако ве интересира што ќе прави Ана во на тамошниот период, фолоуче на Инстаграм, се си објавува на сториња, ќе си гледате и така си одите нешто. Фала ви дечки на сите што гледате и ако отвори некој ќе бидам многу среќна, уживајте си. Тоа е тоа. Thank you, Мими, уште еднаш премногу, значи многу беше забавно и ова ќе го памтам, вака ќе ми е Хайлайт. Значи да, стварно хайлайт, онака
Бас во сакам да се животот. врват убогостите во југото, се чувствуваат убавно го запамтат ова возењето и не е секојдневно. И да знаете, еве стварно, значи многу сум искрена, 200.000% ви кажувам дека е преако. И плюс многу ќе ви е јако на мачките и на Да му кухињата да знаете, значи Да му моите дајте храна. ќе снимам од дома реакшн, unboxing со мачките. Да, маче, да видиме како го јадиш ова. Јас сам арам. Прави преанбоксинг така си јади. со сите. Мило ми беше, фала ти Исто еш една, се надевам многу. убаво си помине вака низ Битола. Апсолутно, преубаво. И се надевам дека ќе се гледаме што поќе на твои настапи Yes. и дај Боже еден солистички концерт тука Дај во Боже, ќе Битола, биде. барем па и низ Македонија една турнија. Може, fingers Со crossed. твоите убави авторски песни. Thank you so Ето much. така. Bye, Тоа беше Ана, bye. јас сум Мими, гледајте ја го и слушајте Ана. Чао, чао. Bye, bye, ciao.